Најново издание на регионалните вести. Планираното сечење на старите дрвја во градскиот парк во Гостивар да се одвива под будното око на јавноста, да се формира комисија која ќе ја следи состојбата, за да се спречи неконтролирана сеча. Ова беа барањата на граѓани и представници на здруженија на јавната дебата што ја организираше Предпријатието за паркинг и зеленило за отстранување на неколку големи дрвја во паркот. Да се исечат или да се сочуваат старите дрвја во градскиот парк во Гостивар. По ова прашање јавното предпријатие за паркинг и зеленило организираше јавна дебата со представници на невладини организации и граѓани. Надлежните планираат да се отстранат 5 дрвја, за кои велат дека се стари, исушени, некои навалени и представуваат ризик за минувачите. Пред една недела имавме случај каде што една гранка голема паднал во тротоар. За доброто на граѓаните во тој момент немаше никој што поминуваше и не се случило ништо. И ние планираме тие стари дрва, исушени дрва, треба да ги трнеме од паркот за не да е Боже да се случи нешто полошо. Представниците од здруженијата и граѓаните ја поздравија иницијативата за организирање на настанот. Побараа да се формира посебна комисија која ќе ја утврди состојбата во паркот, а активностите за сечење на дрвјата да се организираат транспарентно во присуство на граѓани, за да нема неконтролирана сеча. Прво, треба да се консултира Министерство за шумарство, Министерство за екологија, значи да се консултираат стручни лица дали смеат и дали треба да се сечат тие дрва. Ако се работи, не знам, за јас колку што прошетав во паркот, едно исушено дрво видов, нека се 5, ама да не се искористи ова да се злоупотребува, па да се сечат многу дрва. Значи треба да се има увид колку дрва ќе се пресечат. Како председател на Сдруженијето ГВЕКО, сметам дека е ова нешто многу позитивно, дека е ова транспарентно и ќе биде многу добро граѓаните да учествуваат во дебатата и секое дрво кое ќе се спаси од непотребно сечење е еден многу добар допринес и значи нешто добро за нашиот град. Па нетранспарентно сечење на дрва и непотребно е кога се сече на брзина, преку ноќ или во рок од еден ден, граѓаните воопшто да не знаат зошто е сечено тоа дрво и каде завршува тоа дрво. Инаку предпријатието планира и сечените дрвја да ги донира на социјално загрозени семејства од Гостивар за огрев. Во паркот на Средното музичко училиште во Тетово се одржа акција за засадување цвеќиња и зеленчук, како дел од проект на учениците од основното училиште Кирил и Методи. Нови садници со цвеќе и зеленчук ќе го красат дворот на музичкото училиште во Тетово. Акцијата е дел од проектот на учениците од основното училиште Кирил и Методи, чија идеја е да се збогати градот со повеќе зелени површини. Целокупните активности се во организација на ИЕГ од Скопје, а свој придонес даде и општина Тетово. Денешната активност е активност која доаѓа на иницијатива на нашите млади деца од нашата општина кои успеале со овој проект, значи да се промовираат и после информацијата која ја добивме дека добиле и прво место и дека се одлучиле да работат на еден од парковите, ние им ставивме во располагање значи тоа што ние имавме како можност за да се докомплетира целата работа. Апсолутно ни е многу значаен фактот што ова иницијатива потекнува од младите, затоа што сметаме дека зелените површини припаѓаат на сите и што повеќе сите работиме на тој случај, тогаш и одржувањето ќе биде полесно. Сите вакви иницијативи ние ќе ги поддржиме не само на зборови, туку како и денеска, значи со работа. Учениците од Кирил и Методи за ваквата идеја се закитиле со прва награда. Минатата училишна година ИЕГ од Скопје организира проект наречен Treasure, кој што имаше за цел еден дел од учениците од Македонија да посетат работилници, едукативни часови за состојбата на животна средина и како истата може да се подобри, каде што има можност со предавачи од Европска Унија да видат примери од европските земји како може во суштина да се променат работите на подобро.
Потоа имаа за задача, поделени во тимови, да осмислат свој проект и свој начин како тие можат да помогнат во животната средина во која што живеат, нели, во родниот град. Идејата на учениците од Основното училиште Кирил и Методи беше победничка и добија еден скромен грант за да ја реализираат. Нивната идеја беше да се зголеми зелената површина во градот, а тоа да биде на местата кои што се малку подзаборавени и по пример, нели, од европските земји, истите сакаат да посадат не само цвеќиња, туку и зеленчуци кои што утре ќе може некој да ги земе и да ги изеде. Со помош од општината, со помош од јавното комунално предпријатие, најпрво се исчисти паркот, се израмни земјата и сега останува на учениците од основните училишта во градот, како и со помош од некои од средните училишта да се засадат цвеќињата и да се засадат зеленчуци. Од општината на учениците им помогнале во претходно чистење на дворот, а главната цел на активноста е да се подигне свеста за состојбата со животната средина во град Тетово. За прашањето на почнувањето на преговорите со Скопје и Тирана, лидерите на земјите членки на Европската Унија ќе зборуваат вечерва во Брисел. По пораките од официјален Берлин и Париз, домашните политичари и аналитичари се уште имаат надеж за можна позитивна одлука. Вечерва на состанокот на лидерите на земјите членки на Европската Унија ќе се разговара за пристапните преговори за Северна Македонија и Албанија. Првите луѓе на 28-те членки за тоа ќе разговараат на вечерата, јавува дописникот на РСЕ од Брисел. По состанок во Тулус пак на лидерите на двете земји членки на Европската Унија кои се сметаат за најмоćни во Унијата, шансите за отварањето на пристапните преговори со Скопје и Тирана изгледаат се помали. Ја споделувам истата геополитичка и стратешка визија со германската канцеларка. Сакам да испратам позитивен сигнал до овие лидери, но сериозно погледнато, сега јас морам да им порачам. Овој пат нам ни е потребно малку повеќе време за да ги средиме работите. Предпладнево во германскиот парламент тоа го откри и канцеларката Ангела Меркел, која повтори дека тие ги поддржуваат европските перспективи на Северна Македонија и Албанија. Мораме да обстоиме на дадените ветувања кон овие две земји. Ние имаме одговорност кон нив и мислам дека се исплаќа да им се даде европска перспектива на Северна Македонија и Албанија. Во меѓувреме се изградени мостови кон ЕУ партнерите, кои се уште имаат задршки за почетокот на пристапни преговори со Македонија и Албанија и инсистираат на поголема транспарентност на процесот на проширување. Сепак шансите за постигнување согласност на самитот на ЕУ не се добри. И шефицата на бугарската дипломатија денес изрази надеж дека земјава во пакет со Албанија ќе добијат зелено светло, односно датум за преговори од лидерите на земјите од Европската Унија. Се надевам дека иако Советот на министри не успеа да одлучи за прашањето за проширувањето, лидерите можат да го сторат тоа. Веруваме дека ќе биде вистинска грешка повторно да се одложи почетокот на преговорите со Северна Македонија и Албанија, што може да доведе до дестабилизирање на целиот регион. Тетовци со поделени мислења во однос на добивање датум за преговори со Европската Унија. Дел се оптимисти, а останатите велат дека владата ќе биде виновна, ако не добиеме зелено светло за преговори. Сметаме, зашто да не. Имаме, мислим, шанса, пошто нам ни треба тие, а му треба на нив. И треба да добиеме, зашто да не добиеме. Тоа за неки ситни ствари, можда за нас су многу, ама и тие имат такви проблеми, не су само ми. А кои се придобивките од влезот во Европската Унија? Па видиш, прво нема да мислиме за голема Албанија, велика Албанија, голема Србија, велика тоа стабилност. А за другото треба ми да работим. Нема, ете, во асфалтот нема ни пипер, ни чен како не работим. Не можеме, не добива. Нема да добиеме? Не. Зошто? Па ние сме за таму мене. Сваки краде, никој нече да ради ко таму и нечеме да добием, сигурно. А доколку добиеме, кои би биле придобивките за нашата земја? Аба омладина да отиде слободно да работи таму. Тоа би било, ондо што е инвестициите дошли би тука, нешто би било
подобро, затоа народ и тражи тоа. Добиеме, ќе добиеме, ама не оваа година, до година. Па ја мислим да. Ќе има, ќе даде Бог. Ќе бидеме потпомогнати со све, заштитени. Тоа е. А што ако не добиеме датум за преговори? Да сме живи и здрави, идемо даде. Па, да бидам позитивен, се очекувам, меѓутоа ќе покаже денешниот ден како ќе излезе. Доколку добиеме, кои ќе бидат придобивките за нашата земја? Па, се надевам дека ќе добиеме придобивки од типот на личен развој, инфраструктура, буквално у секој сегмент на живеењето ќе добиеме подобри услови. Не. Нема да добиеме? Не. Зошто? Па како што е владата, па почи од председателот Заев, денеска збори едно, утре друго, завутре трето, нема своje ја. Оно што ќе каже, да каже. Каже да платите 30.000, а тој едва 2.000. Качи, а пензионерите не ги споменја. Што зема 10.000, 9.000, 8.000. И што ако не добиеме датум? Ако не добиеме, владата нема да пропадне. Националната установа библиотека Кочо Рацин од Тетово спроведува проект Запознај ја библиотеката со цел промоција на читањето и книгите. Земи ме, прочитај ме. Белешка на книгите поставени пред штандот на Националната установа библиотека Кочо Рацин во Тетово, преку која денес беше испратена порака до граѓаните повеќе да читаат. На минувачите им беа поделени промотивни материјали, преку кои се запознаа со функционирањето на библиотеката, а воедно љубителите на пишаниот збор имаа можност за бесплатно членство. Денеска одлучивме ова да биде надвор со контакт и со деца и со возрастни, пошто децата треба да се запознаат со библиотеката, а возрастните да им покажеме дека имаме многу книги, има зашто да дојдат во библиотека и зашто да читат повеќе. Некој што одамна заборавил да чита книга, кога проаѓа овде и гледа некоја книга што се дава бесплатно, гратис, земи ме, прочитај ме како мото, и може би ќе се стимулира и ќе почне да чита. Бројот на читатели постојано се зголемува, но со оглед на тоа дека Тетово е универзитетски град, треба уште работа, велат од раководството на библиотеката Кочо Рацин. Има, да ви кажам искрено, има читатели, но кога спроведуваме, да правиме некоја споредба, Тетово е град со 2 универзитета и со многу жители, тоа е број што треба уште работа за да се зголемува. Иако секој месец ние имаме што повеќе читатели, секој месец има раст, нема паѓање на бројот на читателите, но сепак треба работа за да дојдеме до таа бројка што ние ќе кажеме дека еве сега сме задоволни, пошто живееме во градот со 2 универзитета. Денешните активности на библиотеката Кочо Рацин од Тетово се во рамки на проектот Запознај ја библиотеката, кој се спроведува неколку години поред, а е финансиран од Министерството за култура. Тетовската тенисерка Лина Ѓорчевска имаше одличен старт на турнирот во Анталија, Турција, каде забележа 3 максимални победи, од по 2-0 во почетните рунди. Најдобрата македонска тенисерка Лина Ѓорчевска има одличен старт на турнирот вреден 15.000 американски долари во Анталија, Турција. Нашата тенисерка на стартот на турнирот забележа 3 максимални победи. Во поединечна конкуренција, Ѓорчевска во првото коло беше подобра од представничката на Русија, Евгенија Бурдина, со убедливи 6:1 и 6:4 по сетови. Следуваше уште една победа на надпреварот кој се одигра денеска во рамки на второто коло. Ѓорчевска со максимални 2:0, односно 6:2 и 6:4 по сетови, беше подобра од надпреварувачката од Швајцарија, Джени Дюерст. Со овие 2 победи во поединечна конкуренција, Ѓорчевска веќе се најде во четвртфиналето на турнирот во Анталија, каде за противник ја има надпреварувачката од Бугарија, Петија Аршинкова.
Во поединечна конкуренција, Ѓорческа е втор фаворит на турнирот со пласман на 438-та позиција на ВТА ранг листата, додека Аршинкова е петта фаворитка со пласман на 507-то место на ВТА рангирањето. Во конкуренција на двојки, нашата тенисерка настапува заедно со Маријана Дражич од Хрватска. Тие се први фаворитки според ранкингот за освојување на турнирот во двојки во Анталија. Македонско-хрватската двојка веќе забележа една победа, откако во првото коло беа поуспешни од русинките Аделина Брави и Викторија Михајлова. Ѓорческа и Дражич го добија дуелот со максимални 2:0, односно идентични 6:2 во двата сета. Во конкуренција на двојки наред се надпреварите од четвртфиналето, каде Ѓорческа и Дражич ќе се сетнат со Лија Каратанчева од Бугарија и Мелис Ајда Ујар од Турција, кои со вајлд карта се пласираа на главниот турнир. Тенискиот турнир во Анталија ќе се одржува до недела 20 октомври, за кога е предвидено да се одиграат финалните надпревари во двете конкуренции. Во недела на 20 октомври ќе се одржи втората поред традиционална планинарска тура Милениумска патека на планината Сувагора. Турата е во организација на планинарскиот клуб Јелак. Планинарската тура ќе започне од црквата Света Тројца над село Блаце, а ќе заврши во православниот храм Свети Мина во Волковија. Патеката почнува од селото Блаце, од црквата Света Тројца, позната локалитет Вилинска вода, не води на надморска височина од 720 метри, не води патеката до црквата Света Петка во атарот на село Стенче, тоа е највисоката планинарска точка со 880 метри надморска височина. Од таму се спуштаме во местноста Гравашник, кај што се наоѓа ранохристијанската базилика од 4 век, потоа продолжуваме кон селото Стенче во црквата Свети Илија, кај што мештаните ни приредуваат топол чај. Потоа продолжуваме до црквата Света Екатерина на надморска височина од 800 метри, тоа е највисоката точка, и со видиковецот кој е многу убав, може да се види убаво Полошката котлина и Шарпланина, и од таму патеката продолжува према околу 1 километар низ шумски предел до црквата Свети Атанаси, која е во склоп на гробиштата во село Волковија. Од таму продолжуваме према местноста Чука, тоа е во селото Волковија, таму е локалитетот Волковски манастири, тоа е од времето од 14 век, и акцијата завршува во црквата Света Мина, исто во село Волковија. Истакна Борис Стојановски од планинарскиот клуб Јелак. Турата, како што велат од клубот Јелак, иако е долга, не е напорна, затоа што нема големи искачувања, а и временските прилики ќе бидат погодни. Затоа ги повикуваат сите љубители на планината да земат учество во истата, запознавајќи ја природата, но и верските објекти во пределот на Сувагора. За разлика од ланската година, оваа манифестација ја збогатуваме со засадување на дрвца во атарите кај што се движиме на сите учесници, и така да ја користам и оваа прилика да ги поканиме сите планинарски друштва, клубови, здруженија, граѓани, поединци да учествуваат на оваа манифестација, бидејќи во сите цркви кај што ги поминуваме, местните служители на црквите објаснуваат за потеклото на црквите, за историскиот развој и така натаму. Истакна Стојановски. Сите учесници кои сакаат да земат учество во турата да се пријават најдосна до петок. Поагањето е во недела во 8 часот од пред Домот на култура во Тетово, каде ќе има организиран автобуски превоз, се до стартната позиција на Милениумската патека од црквата Света Тројца над село Блаце, позната како местност Самовилска вода. Лишени од слобода неколку лица по разни основи, поради поседување наркотици или за физички напади. Поради поседување марихуана вчера лишени од слобода се две лица, 42-годишник од Тетовска Мала Речица и 19-годишник од Тетовско Рогле. По целосно документирање на случајот, против нив ќе биде поднесен соодветен поднесок.
Вчера околу 23 часот и 15 минути, полициски службеници на СВР Тетово привеле четворица тетовци на возраст од 35, 27, 21 и 17 години, кои претходно во угостителски објект на улица Борис Кидрич во Тетово физички ги нападнале 43 годишна жителка од Гостивар и 38 годишно лице од Тетовско Боговиње. Тие биле задржани во полициската станица Тетово и по целосното расчистување на случајот против нив ќе биде изготвен соодветен поднесок. Вчера околу 16 часот и 20 минути пак, полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 47 годишник од Гостивар, поради тоа што физички нападнал 10 години помлад негов сограѓанин. Против него ќе биде изготвен соодветен поднесок. Од СВР Тетово информираат и дека полициската станица за безбедност на патниот сообраќај Тетово и во текот на вчерашниот ден продолжила со континуираните активности за поголем ред во паркирањето во Тетово и за контрола на брзината со која се движат возилата надвор од населено место. Во овие активности вкупно откриени и законски санкционирани се 21 погрешно паркирано возило и 45 возачи кои ја пречекориле максимално дозволената брзина. Покрај овие откриени се исто така и 6 лица кои ги управувале возилата без возачка дозвола. На сите прекршители изготвени им се поднесоци. Времето денес беше претежно сончево и топло со слаб ветер од југоисточен правец. Температурите се движеа во интервал од 11 до 25 степени Целзиусови. Времето утре ќе биде сончево и топло со мала до умерена облачност. Температурите ќе се движат во интервал од 11 до 26 степени Целзиусови. Тоа беа содржините подготвени за ова издание на регионалните вести. Пријатно!